Дали Струга му се приближува на Охрид во промоцијата на елитниот туризам? Судејќи според посетеноста, културно-историското богатство, природните убавини, а посебно по гостољубивоста. Очигледно е дека двата града на брегот на најубавото езеро во светот имаат многу адути. Иако втор туристички центар, Струга ја има предноста, што во самиот центар на градот има неколку преубаво уредени плажи. Стружани сите туристи имаат можност после долго време да уживаат на Охридското крајбреже. После лошото време метеоролозите најавуваат убави сончеви летни денови. Струшките плажи, како што гледате, се спремни да ги дочекаат и домашните, но и странските туристи. Туристите презадоволни од понудата на плажите. Па, супер, добро е. Супер е, значи има журки секој ден, преубој наместена плажата, коктейли, многу нормално за летно време. Значи супер е, топ за плажа е, супер. Коктелите станаат дел од постојаната понуда на секоја плажа. Бармените се побарани. За добар бармен кој ќе подготви уникатни коктели, концесионерот е подготвен и добро да плати. А светскиот тренд стигна и кај нас, па многу се барани и диџеите кои се грижат за музиката. Мора да биде гласна, популарна и секако хитовска. Со оглед на елитната плажа на која пуштам музика, нормално и клиентелата која има тука, моја должност е да ја пратам музиката и светските трендови на диџеите, за да им овозможиме убава забава и пријатен престој на сите гости. Уште една предност на Струшките плажи. Голем број наши музички звезди кои порано дава огромни средства за да снимаат спотови во странство, конечно почнаа своите спотови да ги снимаат токму на нашите прекрасни изгрејсонца за Едисонца, на ситниот песок, заплискувани од брановите што се кршат, удирајќи на брегот. Па да, со оглед на тоа што имавме таква песна, кој што беше наменета баш за ова лето, поточно за Мандарина, ни требаше некои специфични, уникатни, убави, одлични плажи. Мислам дека Струга има такви плажи, може да се пофали со такви плажи. Струга се повеќе се наметнува како дестинација за одмор на помладата популација. Сега, кога конечно дојдоа и вистинските летни температури, најдобро и најевтино е ако се нурнете во бистрите води на Охридското езеро и ги одмарате очите гледајќи во синилото на хоризонтот, додека од најблиското кафуле ги слушате најновите хитови. Прогнозите велат ке има добри туристички биланси.